14 септември 2016 година, термин за регионални вести на КТВ телевизија. Гроздоберот е во полнек, визбите не го почитуваат договореното, обвинуваат лозарите и годинава едно се договори, друго се работи, велат производителите на грозје. Лозарите и овој гроздобер го минуваат во нервози. Интензивно го прибираат родот од лозовите површини, но се соочуваат со проблеми при продажбата. Последните обилни врнежи од дожд ја намалија шеќерноста кај грозјето. Сега винариите не го почитуваат договореното, наместо да намалуваат од цената за грозјето кој има помалку шеќерност од 20 малигани, тие воопшто не го купувале таквото грозје, па лозарите не знаат што да му прават на набраното грозје. Едни велат ќе варат ракија, други пак сметаат дека винариите се мајта пацонив. Тоа слабо се почитува и слабо се придржаваат винарските визби спрема договорено. Мислам дека беше кажано дека испод 19 шеќерни единици, дека грозјето ќе биде прибрано и закината цената за толку колку што треба да биде, тоа е по 0,68 од една шеќерна единица. Тоа се однесува за вранецот, но винарските визби тактизираат и не го зимат грозјето, луѓето ги враќаат. Мислам дека имаме проблем во тој дел. Како ќе биде понатаму, мислам дека инспекторатот е на терен, сигнализирано е на нив, кажано им е какви се проблемите, плюс тоа винарските визби договорено е со 19 шеќерни единици, апсолутно да не има некаков проблем, но они барат и понатаму изискуваат 20 и 20 и повеќе шеќерни единици. Мислам дека договореното не е така и винарските визби не содействуваат и не се придржаваат према договореното. Како ќе биде за напред после испаѓањето на инспекторатот на лице место да се увидат сите овие слабости кои што мислам произлегуваат при самиот откуп, ќе видиме. Мислам дека времето ќе каже се. Производителите на грозје очекуваат државата да изврши притисок врз винариите и да го почитуваат договореното како не би пропаднал годинашниот род. Искуството покажува дека секоја берба работите се исти, едно се договара, а друго се случува при откупот. Лозарите велат дека мајтапот од визбите не се издржува, покрај што плаќаат цена која не ги покрива трошоците за производство, сега им прават проблеми со шеќерноста, само да го обезвреднат нивниот производ, велат тие. Многу лозари кажуваат дека следната година немаат намера да трошат нерви и ќе ги напуштале насадите. Минатите години лозарите имаа проблем и со реалната тежина на грозјето, им се крадеше на килограми. Го прашавме Аризанов како е годинава ситуацијата, дали реално се проценува тежината на грозјето која ја носат лозарите во визбите. Шеќерните единици не можам да кажам, се уште примитивно се мери, не содействува со договоренето, мислам што треба да имат една винарска визба, тоест можда винарските визби треба да имат сонди сите, но се уште се мере на стариот начин и на самите откупи кај што се врши грозје. Мислам дека тоа не е правилната мерка. Правилната мерка се знае, сондата кажува се, но сепак нема услови сегден да бидат поставени сонди. За напред ќе се прават некои други работи кои што треба да се превземат, да има некоја сонда која што ќе важи за сите, така што се однесува за закинување на кила, тоа се уште го има на поедини, се жалат поединци, но тоа не е се уште веродостојно поради тоа што не е докажано. Сметам дека апсолутно ќе се вршат контроли, на самите откупи и ќе се установи дали негде нешто на некој му закинуваат или не му закинуваат. Тоа ќе го каже времето. Директорот на Инспекторатот за земјоделство Цветан Трифуновски беше во посета на Кавадарци и Неготино на откупните пунктови. Тој информира дека се констатирани мали пропусти при откупот, но не и прекршување на договорот постигнат помеѓу лозарите и винарите. Државниот инспекторат за земјоделство со своји инспектори постојано е присутен на терен додека се врши откуп на винско грозје, информираше денеска директорот на Инспекторатот Цветан Трифуновски. Тој ги посети откупувачите во Кавадаречко и Неготинско и во изјавата за медиумите изнесе констатација дека на терен биле регистрирани мали недостатоци кои веднаш се отстранувале.
формиравме посебни тимови од инспектори кои што се практично присутни на секој откупен пункт. Значи еден инспектор има присутен на еден откупен пункт во целодневниот мислам постојано на додека ќе трае откупот. Значи секојдневно додека не заврши откупот, се со цел да бидат отклонети и најмалите сомнежи за евентуално злоупотреба во делот на мерењето на шекерните единици или почитување на оние законски обврски кои што треба да ги почитуваат самите откупувачи, односно винарските визби преку кои што се врши откупот. Знаете вие дека измената на законот која што беше договарана во посредство на Министерството помеѓу винарските визби и лозарите е веќе во сила. Тоа значи продолжен рок односно враќање на стариот рок на исплата на винското грозје 30 април со воведување на 3 подеднакви рати, 15 крајот на декември, 15 февруари и 30 април како последна рата со последните 40%. Значи 20, 40, 40 на 3 рати во текот на годината. И другите, оние воведување на другите измени кои што дозволуваат практично максимум 8% плаќање на винското грозје пониско за исплата веднаш, односно најдосна до 7 дена. До сега ние пред да почне откупот констатиравме неколку неправилности кај неколку откупувачи, против истите ќе бидат поведени санкции, ќе бидат издадени платни налози. Воедно ја користам оваа прилика да до сите откупувачи на винарски визби да ги почитуваат законските обврски се со цел да избегнеме евентуални санкции. Исто така ги охрабрувам земјоделците да ги пријават сите неправилности кои што евентуално ќе ги воочат надвор од очите на инспекторатот, бидејќи само така во еден кооперантски однос ќе можеме да ставиме ред во самиот откуп. Знаете дека практично лозарите и винарите се договорија да бидат иланските цени откупни, 13 денари за вранецот и 11 денари за белото грозје, со тоа што плаќањето ќе биде по шекерни единици, односно 0,68 дени за црното грозје во плюс и в минус, зависно од малиганите кои што ги има, и за белото грозје на 0,64 дени, односно во плюс и во минус. Денеска извршив увити во неколку откупни пунктови лично да се уверам во текот на откупот на винското грозје, значи согласно временските услови кои што дозволува да се бере, веќе од вчерашниот ден се зазема на интензитет во бербата. Констатирани се евентуални мали отстапувања кои што вод ги отклонуваме и се со цел да не биде стопиран самиот процес на откупот на винското грозје. Имаше отстапки во делот на истакнување на цените кои што се многу битни за земјоделците да ги знаат по која цена го предаваат својот род. Имаше отстапување во делот на баждарењето на мерните инструменти кои што се одредуваат шекерните единици и одреден дел во самата регистрација за дозволување за вршење откуп на земјоделски производи. Наспроти обвинувањата на лозарите дека не им се откупува грозјето кое е со пониска шеќерност од 20 малигани и дека со тоа откупувачите го кршат договорот, директорот на инспекторатот за земјоделство вели дека такви прекршоци инспекторите немале констатирано. Од денешна посета јас немам такви информации. Ние на секој откупно место имаме инспектор кој што е постојано на лице место, се со цел таквите забелешки благовремено да ги евидентираме и отклонуваме, бидејќи договорот е дека ќе се плаќа по шекерни единици, во плюс и во минус. Секоја отстапка ќе има и консеквенции. Кавадарци, Неготино и Росуман заеднички работат на решавање на проблемот со заматувањето на водата од Лукар при секои пообилни врнежи од дожд. Проектот за филтрирање на водата ќе чини 3 милиони евра. Обилните врнежи од дожд со кој беше зафатена изминатата недела тиквешијата повторно беа причина за заматување на водата од водоводниот систем Лукар со која се снабдуваат жителите на Кавадарци, Неготино и Росуман. Како што досега информираа надлежните, потребно е да се постават филтри кои ќе ја прочистуваат водата која влегува во водоводниот систем Лукар при обилни врнежи. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов информира дека трите општини Неготино, Кавадарци и Росуман заеднички работат на надминување на овој проблем кој ќе чини околу 3 милиони евра. Тоа е заеднички проблем на целата Тиквешија, значи Неготино, Кавадарци и Росуман, бидејќи сите три општини се напојуваат од изворите на Лукар, ние работиме на проектна документација заедно со градоначалниците на Кавадарци и на Росуман и при крај сме со подготовка на проектна документација за филтрација на целата вода што доаѓа од изворите на Лукар до
крајна дестинација сите три општини, односно сите три града Неготино, Кавадарци и Росуман. На тоа е една малце пообемна програма, затоа треба малку поголем износ на финансиски средства. Работиме на тоа, дел ќе бидат средства од донации, дел ќе бидат средства од владата, дел ќе бидат средства од нашите три општини, значи од оперативните буџети на трите општини. Со писмена реакција на пресконференцијата на локалниот клуб на Социјалдемократска младина на Македонија Кавадарци се огласи градоначалникот Александар Панов. Панов и ВМРО ДПМН интензивно работат стадионот во најскоро време да се врати најмалку во состојбата во која беше пред 25 години. Стои меѓу другото во реакцијата на Панов која ја пренесуваме во целост. Млади момчиња од локалниот клуб на СДММ Кавадарци. Градскиот стадион во Кавадарци не се распаѓа поради ВМРО ДПМН и градоначалникот Александар Панов. Напротив, Панов и ВМРО ДПМН интензивно работат стадионот во најскоро време да се врати најмалку во состојбата во која беше пред 25 години. Но проблемот кај вас е што вие само сте слушале за тоа без притоа да ги осознаете вистинските причини за пропаста на стадионот и фудбалот во Кавадарци. Се вели во почетокот на писмената реакција од градоначалникот Александар Панов. Понатаму се нагласува: многу е лесно, прашајте ги вашите ментори од првата генерација на СДСМ кои се декларираат како државотворци. Тие многу добро го знаат одговорот, бидејќи токму тие на почетокот од 90-тите години од минатиот век го воведоа денешното општествено уредување кое се вика капитализам. Тогаш, ако не сте знаеле, беше спроведен процес на криминална приватизација и беа уништени предпријатијата од чии пари во претходниот систем се финансираа фудбалот и кавадаречкиот спорт и се одржуваше градскиот стадион. После тоа спортот неминовно беше осуден на пропаст. Значи она што вашите повозрасни претходници од СДСМ свесно го упропастија, Александар Панов и ВМРО ДПМН сега се обидуваат да го исправат. Процесот е бавен и макотрпен, исто како што пред 6 години Панов и општината успеа да го превземат градскиот базен од бодигардите на СДСМ и да го вратат во владение на општината граѓаните. Така лани го вративме и градскиот стадион. Вие слободно прашајте кој, кога, како и зошто го преотстапи градскиот фудбалски стадион на концесија. Вистината ќе ви биде болно сознание кое повторно ќе ве доведе до вашите политички ментори. Наместо да трошите енергија во сеење магла и фрлање прашина во очи, потрошете малку енергија во убедување на вашите олигарси и транзициони богаташи да го превземат финансирањето на фудбалот за сите да видиме бел ден. Александар Панов тоа недвосмислено ќе го прифати во интерес на најубавата споредна работа на светот, која секаде е бизнис и пари, а вие се обидувате да ја свртите приказната наопаку и да го вратите системот во кој се е сечие и ничие. Во светот стадионите исто како и клубовите се сопственост на газди, а не на општините. Понатаму во писмената реакција на градоначалникот се вели: колку за ваше просветлување, Александар Панов во минатите 7,5 години мандат ги возобнови меморијалот Сестри Китеви, фудбалскиот турнир Вуко Каров и го заживеа Општинскиот сојуз на спортови, преку кој Советот на општината донира средства на спортските колективи од Кавадарци. Со негово залагање машкиот ракомет успеа да опстане, потоа се најде спонзор и за женската кошарка. Најзначаен проект кој директно произлегува од надлежностите на општината во спортот е ангажманот на дипломирани професори по физичко воспитување кои се вклучија во образовните институции да се грижат за правилниот физички развој на децата. Во 2009 година општината и градоначалникот Александар Панов влегоа во проектот за обединување на кавадаречките бизнисмени и го создадоа градски фудбалски клуб Тиквеш. Тогаш Тиквеш експрезно влезе во втората лига блиску до бараж за прва и беше полуфиналист на националниот куп како највисоко фудбалско достигнување во поновата историја. Во оваа прилика апелирам до граѓаните и вистинските љубители на спортот да имаат уште малку трпение, бидејќи во тек е третиот тендер за изнаоѓање на најповолен понудувач за реконструкција на стадионот. На претходните два кои завршија неуспешно се јави само по еден понудувач со енормно високи цени за кои надлежните стручни лица во општината проценија дека имаат нереални понуди далеку од пазарната логика. Се надевам дека тековниот трет тендер ќе заврши успешно и стадионот ќе може
може да го реконструираме согласно правилата на Фудбалската федерација на Македонија, за да може на него да се игра второлигашки фудбал. Се вели на крајот во писмената реакција од градоначалникот Александар Панов како одговор на обвинувањата на вчерашната пресконференција од младите на СДСМ Кавадарци. Кавадарчани во среда го имаат најбогатиот зелен пазар. Денеска задоволни производителите, трговците, но и граѓаните. Среда, петок и недела остана долга пазарна традиција во Кавадарци, штом станува збор за градскиот зелен пазар. Но ако сакате свежи и квалитетни производи, тогаш практикувајте да пазарувате во среда, бидејќи според кавадарчани кои се верни на зеленото пазарче, истото во среда е најбогато, но и со квалитет. Денеска на вистина тезгите беа преполни, трговците и производителите понудија голем избор на овошји и зеленчук. Најгусто сепак беше на тезгите кои понудија асортиман за подготовки на зимници. Трговците, но и производителите категорични. Кавадарчани бараат квалитет наспроти ниските цени. Заработувачка има, но според нив и годината е добра. Па мислам дека повеќе се бара квалитетна роба. Кавадарчани барат квалитетна роба затоа што сакат убаво да јат, а се бара за зимница и поситна роба. Имам таму и поситни патлиџани кои што ги барат за преработка. Денеска доматот оди повеќе, крставичките и оние феферонките за зимница ги земат. Има, ако се работи има ЕСАП. Ние виче 6-та година невеста е на нејзино фирма, таа на Екстра Фруит и има ЕСАП. Мора да се работи заради се заработи да има живеачка. Кажи ми што денеска најмногу пазаруваат кавадарчани? Најмногу денеска по бела, блага, па патиџан зелен, црвен, да не коментирам друго, па има перони нешто, патиџан доста потроши на вие пазар, чоколаде само, кај чоколаде е најбарано во вие пазар. Кажете ми со оглед на тоа дека сне во екот на подготовка на зимници. На зимница, да. Така е. Зголемена ли е побарувачката? Јако побарувачка има дебела денеска. Најмногу во вие 2-3 пазара имам најмногу голема побарувачка. Задоволни сте од цените? Во цена најубава годинава. Производител сте или? Производител, чист производител, само чоколаде во Дебриште. Има ли ЕСАП од ова што го работите? Горе-долу испаѓа добра работа. Во година сум најзадоволен. А за идните години што помина, малку беу нервоза, али во година сум најпрезадоволен. Не задоволен, пре. Лути пиперчиња, домати, модер патлиџан, зелка, црвена капија. За квалитетот цената е од 25 до 40 денари, а останатото по 20 или пак од парче по 10 денари. Зависи од изборот на граѓаните. Но за нив се чини се уште е рано за подготовка на традиционалниот ајвар. Мала беше понудата денеска, но и бројот на пазарџии кои пројавија интерес за црвената капија. Производителите велат цената е речиси иста со ланската, но квалитетот поголем. Малиот број на тезги, но и интересот велат трговците, по се изгледа говори дека постепено граѓаните, особено оние кои живеат во згради, се одлучуваат за набавка на готов ајвар. Наспроти оваа зимница, според потрошувачката на зелениот пазар денеска, се чини граѓаните се друго подготвуваат на време. Од цените задоволни се и тие. Велат на пазарот во Кавадарци, ако сакаш квалитет ке си платиш, ако не за малку пари можеш да наполниш и цела кошничка. Изборот велат е индивидуален. На армискиот полигон Криволак во тек се боеви гаѓања. Од командата на армискиот полигон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека до 18 септември годинава во реоните Брест, Кршковица, Белкамен, Козарник, Джидимирци, Читаклија и Окуш, Караоџали ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторните возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да бидат известени надлежните органи од командата на армискиот полигон Криволак или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност, Неготино, Кавадарци или Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат гаѓањата се видно обележани, согласно законските прописи во армијата на Република Македонија и обезбедени со физичко обезбедување, се вели во известувањето од командата на армиски полигон Криволак. Околу
околу 1,5 метар проширен е патот од излезот на Неготино кон Кавадарци. На своевидната црна точка сега намален ризикот за сообраќајни незгоди. Заврши реализацијата на проектот на Македонија пат и Државната агенција за патишта за проширување на патот на излезот од Неготино кон Кавадарци. Проширувањето на овој пат, според Петар Емшов, раководител на Македонија пат Неготино, значи поголема прегледност и подобра безбедност за учесниците во сообраќајот. На овој дел од патот има кривина, тука во минатото се случуваа бројни сообраќајки, затоа зафатот е повеќе од значаен. Местото беше своевидна црна точка, па за да се намалат незгодите, се симна делот до околната земјена површина, која беше државна сопственост, се прошири патот од двете страни и тоа по околу 1,2 до 1,5 метар, соопштува Емшов. Според него, заедно со проширувањето поставена и соодветна патна сигнализација. Во општина Росоман денеска беше промовирано електронското издание на службен весник на Република Македонија. Пред административците од службите на локална самоуправа Росоман денеска беше промовирано електронското издание на службен весник на Република Македонија. Во посета на општината беше екипа која имаше за цел да го објасни и потенцира полесниот и брз пристап до информациите. Инаку јавното предпријатие службен весник на Република Македонија веќе 7 децении континуирано и високо професионално ја извршува својата јавна општествено доблесна задача да ги објавува сите службени новини од општественото организирање. Од таму вела дека јавното предпријатие службен весник на Република Македонија настојува да ја исполни својата задача на посредник помеѓу државата и граѓаните со висок степен на совесност и професионалност. Нагласуваа дека од своето постоење па до денес продолжува да се следи трендот на иновации и следењето на новите технологии во доменот на сопственото работење. На денешната презентација во општина Росоман беше потенцирано и презентирано овозможувањето на интернет пристапот до интернет базата на податоци и електронската понуда на производите. Европската унија ќе наплаќа за влез на недржавјаните на унијата. До крајот на годината, Европската комисија се очекува да достави систем на информирање и авторизирање на патувањата на Европската унија, со кој секој државјанин што доаѓа од земја што не е членка на Европската унија, меѓу кои и граѓаните на Република Македонија, од јануари идната година ќе мора да се регистрираат 72 часа пред да влезат во некоја од земја членките. Како што јавува Евроактив, ќе се плаќа 10 евра и тоа само еднаш и важи за поголем број на патувања во рамките на Унијата. Со овој систем исто така се очекува и забрзување на влезот на неевропските државјани при пасошка контрола на граничните премини и аеродроми. Втората причина е пак безбедносниот аспект, бидејќи со овој систем службите на европските земји однапред би ги имале податоците на оние лица кои имаат намера да допатуваат во Унијата. Според пресметката на Еврокомисијата, овој систем на информирање и авторизирање на патувањата во Европската Унија би требало да донесе и до 2 милиарди евра заработка за Европската Унија. Овие пари, според предлогот, би се користеле за подобрување на системот за контрола на границите на Унијата и за згрижување на бегалците. Вие сте со вестите на КТВ, продолжуваме со информации од спортот. Првата македонска кошаркарска лига и дефинитивно ќе брои 10 клуба во новата сезона. Втората и третата лига се уште со недефиниран формат. Најдобрата македонска кошаркарска лига, она првата и дефинитивно во следната сезона ќе брои 10 клуба. Согласно со системот за надпреварување кој предвидува одредени привилегии посебно за клубовите кои ја представуваат Македонија во најмалку 2 европски надпреварувања. Два од нив, МЗТ Скопје и Карпош Соколи, ќе бидат ослободени од првиот дел, а ќе се приклучат во втората фаза, односно во Суперлигата. Согласно со пријавите, нови прволигаши, иако тоа не го остварија на теренот, се екипите на Вардар од Скопје и Пелистер од Битола, кои ќе им се приклучат на оние 6 кои ќе се борат за 4 места кои водат во Суперлигата, а понатаму и во плейофот.
Она што е загрижувачко е бројот на пријавени екипи во втората лига. Според првиот регистрацијски билтен кој го издаде Комисијата на Македонската кошаркарска федерација, пријави за настап има само 5 клуба. Ангели Соколи, Карпо Соколи Скопје, Гостивар 2015, Тетекс Тетово и Водњански Лисици Скопје. А уште поизненадувачки е што е поголем бројот на екипи кои сакаат да се надпреваруваат во третата по квалитет лига. Нивната бројка изнесува 11, но со забелешка дека 7 клубови, Радовиш, Шкупи Скопје, Црндрим Струга, Борец Евробрик Велес, МЗТ Скопје Аеродром Скопје, Водно Сан Скопје и Академија ФМП од Скопје имаат условна пријава за еден ранг погоре, односно оној второлигашкиот. 8 пријави, што е добра бројка, дојдоа за играње во првата лига жени. Интересно, 2 од овие екипи се од Битола, а новост во оваа конкуренција е повторната појава на кошаркарскиот клуб Вардар, кој така ќе биде единствениот клуб во Македонија кој ќе има прволигашка екипа и во машка и во женска конкуренција. МЗТ Скопје и Карпо Соколи пак ќе имаат екипи и во првата, но и во втората лига мажи во сезоната 2016-2017. Пријавени клубови во сезоната 2016-17 во првата лига мажи се Фени Индустри Кавадарци, Вардар Скопје, МЗТ Скопје Аеродром, Работнички Скопје, Струмица, АВ Охрид од Охрид, Куманово, Кожув Гевгелија и Пелистер Битола. За втора лига мажи пријавени се Ангели Скопје, Карпо Соколи Скопје, Гостивар 2015, Тетекс Тетово и Водњански Лисици Скопје. А за трета лига мажи пријавени се екипите на Радовиш, Шкупи Скопје, Црндрим Струга, Борец Евробрик Велес, МЗТ Скопје Аеродром од Скопје, Водно Сан Скопје, Ball for Life од Куманово, Крива Паланка, Марфил Прилеп, Феникс 2010 Скопје и Академија ФМП од Скопје. За прва лига жени пријавени се екипите на Пелистер од Битола, Студент 2015 од Скопје, Пелистер од Битола, Шкупи од Скопје, Клубски Патриот од Делчево, Бадел 1862 од Скопје, Струга 2009 од Струга и Вардар од Скопје. Кошаркарскиот суперкуп на Македонија ќе се игра на 22 и 23 септември во салата Јане Сандански во Скопје. Кошаркарскиот суперкуп на Македонија ќе се одигра во Скопје во салата Јане Сандански според одлуката на Македонската кошаркарска федерација и тоа на 22 и 23 септември. А на истиот учество ќе земат 4 најдобро пласирани екипи од минатогодишниот шампионат. Всушност, ова ќе се случи непосредно пред стартот на новата сезона во домашниот шампионат. Во првото полуфинале македонскиот шампион екипата на МЗТ Скопје ќе игра против екипата на Фени Индустри, а во второто полуфинале Карпо Соколи ќе ги одмери силите со тимот на Куманово. Финалето на Суперкупот е закажано за 23 септември со почеток во 20 часот и 30 минути. Инаку минатата година трофејот го освои тимот на МЗТ, а домакин на Суперкупот беше Охрид. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, УВ индекс 6, температура до 30 степен. За време на викендот во попладневните часови ќе има услови за локален дожд. Тоа беа подготвените содржини во регионалните вести на КТВ. Ви благодарам за довербата и ви посакувам секое добро со нашата програма.